почитувани представници на медиумите, почитувани мои сограѓани, најпрво да се заблагодарам на медиумите за вашето одвоено време и интересот за денешниот објект наш кој што го ставаме во функција, односно нова детска градинка на територијата на општина Кисела Вода. Јас пред година дена во предизборијето се обврзав дека листата на чекање на дечињата и така би сакал пред новогодишно да го споменам тоа, бидејќи за мене е многу важно што решаваме еден сериозно горлив проблем и за родителите и за нашите најмлади дечињата, но и за бабите и дедовците. Иако имавме листа од 420 дечиња за кои што се обврзавме јас и мојот тим да за 4 години ја сведеме на нула, морам да истакнам дека изминатава година, годинава која што поминува, ова ни е втор објект кој што го отвараме на територија на општина Кисела Вода и во моментов на листата за чекање имаме помалку од 80 дечиња, а исто така работиме на уште еден објект на територијата на општина Кисела Вода, тоа е објектот Кокича, кој што го прошируваме и го адаптираме за да може од пролет да приме 150 дечиња, што значи можам со гордост да истакнам дека со нашата заложба изминатава година целосно до пролет успеавме да го решиме проблемот долгогодишен, горлив, децениски би кажал, а тоа е околу згрижувањето и негата на нашите најмлади, а тоа е дечињата во градинките. Овој објект денеска кој што веќе од јануари средината ќе започне да функционира и да ги прими, да ги згрижува дечињата, главно кои што живеат во населба Усија, во населба Градинари, во населба Стаклара, има капацитет од околу 100 дечиња да згрижи и изработен, изграден по сите стандарди, ги исполнува сите услови и морам да истакнам исто така дека е првиот целосно инклузивен објект на територија на општина Кисела Вода. Опремен е, како што споменав, по сите стандарди и е вистински украс овде во населбата Усија, од еден руиниран објект кој што беше старо училиште во минатото, успеавме да направиме објект со кој што и ние, нашите сограѓани овде се гордеат. Освен нашите активности поврзани со овој објект, како што можевте да забележите, се уште не сме финиширале со градежната офанзива која што се води овде во Усија околу изградбата на улиците нови. Значи јас како што се обврзав до некаде крајот на пролетта, сите улици во Усија ќе ги асфалтираме. Најголем дел сега се асфалтирани во моментов, но останатите до пролет, до крајот на пролетта ќе бидат завршени, но изминатиот период направивме една целосна реконструкција на едно детско катче, така што нашиот концепт е од населба во населба да се движиме и целосно да ги обезбедуваме и да ги опремуваме населбите, да се реализира сето она што години наназад за жал не било реализирано. Јас сум лично задоволен од сето ова што го сработивме, особено за овој велелепен објект овде, кај кој што се наоѓаме денес и се надевам дека од пролет овде, односно од средината на јануари, ќе се слушаат детскиот джагор и ќе биде тоа на општо задоволство. Сакам да се на сите, сакам да се заблагодарам и на директорката за целиот нејзин ангажман. Морам да истакнам исто така дека и на советот се заблагодарувам за тоа што не пратат и во секоја постапка ни помагаат за сите проекти вака успешно да се реализираат. И исто така би истакнал дека овој проект и објект е целосна инвестиција на општина Кисела Вода, на што сме горди како тим. Дали овој објект ги задоволи потребите на жителите на Усија? Целосно и на Усија, и на Стаклара, и на Градинар. Воедно сакам оваа прилика да искористам да се заблагодарам и пред се за присуството на лидерот на мојата политичка партија, професорот Христијан Мицкоски, кој што ни е вака не само мене, на сите градоначалници сериозна поддршка и би истакнал дека со негова помош беше испроектирано луѓе кои што се вклучија да ни помогнат со донација проект да го испроектираме се тоа за денес да го имаме. Тоа беше изработено од негова страна со негова помош, така да председателе ви благодарам. Вие сте исто така вклучени во овој проект и се надевам дека ќе ни бидете поддршка и во годината која што доаѓа 2023. Благодарам.